Малешевијата Голак поникват сера водопадите на Равна и Козијачка река, Стариот Дав во Кочанско-Бели, платаниумите во Мородвис, клисурите на реката Брегалница, но и на нејзините притоки се дел од природните убавини на источниот регион. Мал број од нив ги има во туристичките понуди, па приказните и легендите за нив ги знае само локалното население. Топ тема на ваша страна го посети живописното Лесново на Осоговските планини, каде што можат да се видат пештерите и Лесновскиот манастир. Колку што е стара црквата Свети Архангел Михаил во Лесновскиот манастир, толку е стара и Црната Дудинка. 7 века таа е сведок на настаните и чудата кои што се случуваат во Лесновскиот манастир. Монасите од Лесновскиот манастир сами се грижат за 7 вековната Дудинка која се уште дава црни плодови. Разгранетото стебло за да не падне го подпираат со дрвја. До сега ниту една институција нема пројавено интерес за да се заштити ова вековно дрво. Токму поради ваквите приказни за природните убавини на истокот, кои не се доволно промовирани и заштитени, Фармахем, Македонско еколошко друштво, Центарот за развој на Источнопланскиот регион, со средства од Швајцарската агенција за развој и соработка, заеднички работат на проектот за заштита на подрачјата во овој регион. Во последните 6 години во програмата за зачувување на природата на Македонија се направени истражувања за биолошката и пределска разновидност. Врз основа на ова се и подготвени предлози за нови заштитени подрачја. Во моментов само 0,03% има заштитени подрачја во сливот на реката Брегалница. Целта на оваа програма е да овој процент се зголеми на 3%, значи од вкупната територија на сливот, или минимум 13.000 хектари кои што треба да имаат третман на заштита. Заштитата во никој случај не значи забрана за економскиот развој, не значи кочење на економскиот развој, туку напротив, од прогласувањето на заштитените подрачја се очекува да има бенефит целото локално население. Градоначалниците од регионот се единствени дека паркови на природата треба да се прогласат Осоговските планини и Ченгино Кале во Малешевијата. Заштитата на овие подрачја би било од 5-та категорија, а според експертите по нивното прогласување, општините, невладиниот сектор, туристичките работници и што е најважно локалното население, полесно ќе доаѓаат до европски пари за развој на туризмот. За да ја помогнеме на Македонија да ги достигне оние цели кои таа ги зацртала, мора да прогласиме заштитени подрачја и во овој регион. Згоре на тоа, во тек на истражувањата во кои беа вклучени од околу 30 на експерти од Македонија од странство, главно биолози, геолози, геоморфолози и така натаму, констатиравме дека во регионот се наоѓаат вредни подрачја за заштита, на кои што им треба активно управување, за да ги доведеме во некоја поприродна состојба. Истокот нема национален парк, но преку оваа програма ја гледа шансата за добивање на парк на природата или заштитени подрачја. Местното население кое ги произведува осоговското и малешевско сирење, компир, сливе и други земјоделски култури од овој регион ќе имаат бенефит. Нивните производи ќе добијат двојна вредност.